Некои нешта се создадени за брзина, некои за престиж, некои за стил, но некои се создадени за сигурност. Во операциона сала нема простор за грешки. Детското срце е најмало, најнежно, но и најсилно нешто што можете да го држите во раце. Една секунда, еден потек, една одлука, разлика е меѓу живот и неизвестност. Во автомобилската индустрија Volvo 240 GL беше направен со иста цел. Не за рекорди, не за надпреварување, туку за доверба. Ова не беше само автомобил, ова беше оклоп. Со конструкција што ги апсорбираше ударите, кафец што го заштитуваше секој патник, со појаси што спасуваа животи, Volvo 240 GL постави нови стандарди за безбедноста. Како што во медицината секој детал е важен, така и во инженерството на Volvo 240 GL, секоја завртка, секоја линија, секој механизам беше создаден со една цел – да го заштити животот. Во светот, каде што многуми набркаат брзина и стил, некои избираат сигурност. Како што лекарите го штитат животот, така и Volvo 240 GL ги штитеше оние што му беа доверени. Безбедност, доверба, наследство. Во светот на медицината, детска кардиохирургија е најделикатната битка. Секој потек е борба за срце што туку почнува да чука. Срце што чека шанса. Во светот на автомобилите, Volvo 240 GL ја носеше истата мисија. Не беше само автомобил. Легенда што не е само приказна од минатото, туку символ на доверба што живее и денес. Добро дојдовте во пулсот на класиците. Volvo 240 е еден од најлегендарните модели во историјата на автомобилската индустрија. Символ на издржливост, сигурност и безбедност. Прв пат беше представен во 1974 година како наследник на Volvo 140, но наскоро стана многу повеќе од обичен седан. Тој беше автомобил што постави нови стандарди во безбедноста и го зацврсти имиџот на Volvo како производител на најсигурните возила на светот. Volvo 240 серијата беше резултат на инженерскиот тим на Volvo Cars, предводен од Јан Вилсгард, кој беше главен дизајнер на Volvo во тој период. Кој е Јан Вилсгард? Јан Вилсгард беше шведски дизајнер со норвешко потекло. Кој работеше како главен дизајнер на Volvo повеќе од 40 години. Тој е човекот за иконските модели на Volvo како што се Amazon, Volvo 140 и секако Volvo 240. Volvo 240 беше дизајниран врз основа на истражување за безбедност користејќи иновативни технологии што дотогаш не биле видени во сериски автомобили. Инженерите на Volvo соработуваа со истражувачки институти за судири во Шведска и воведоа први системи што ден денеска се стандард на сите модерни возила. Кога беше лансиран, имаше карактеристичен коцкаст дизајн со робусна каросерија и широка стаклена површина што возможуваше одлична прегледност. Неговиот дизајн можеби не беше најдинамичен, но го правеше практичен, удобен, безвременски. Една епизода решив да бидат со возачи од женскиот свет. Со две докторки педијатрки кои работат во одделот за детска кардиохирургија во Аџибаден Систина, мои блиски соработници, пријатели кои со години работиме заедно. Да направиме една симбиоза меѓу безбедноста која ни ја даваат на сите бебиња со срцеви мани и возилото на своето време кој ги постави темелите за безбедност на патиштата. Данче, Весна, добро дојдовте во Чади гараж. Добро ве најдовме, благодариме на Мораме да скршиме онаа дилема дали се жените, дали знаат за олтајмери, не знаат за олтајмери, за возила уопште и дали се добри возачи. Не, јас знам дека Данче е супер водач, па и Весна е, можам да кажам. Данче знам повеќе. Па би почнал ја по принцип како ставам три идентични прашања кај сите мои гости, ќе ви ги поставам и на вас истите прашања, а после ќе ги возиме. Едва ги чекам,
прво, Данче, кој е твое прво возило на кое што се сеќаваш, а после Весна ќе кажеш? Да. Volkswagen Буба. Татко ми беше заљубен во Volkswagen Буба. Првата беше 1200, потоа 1303. И се сеќавам беше бела Volkswagen Буба, внатре имаше едни кожни седишта цреша со преубав штеп. Имавме преубави спомени од тој период со Бубата. Со одмори, со чуда. Со одмори, со многу шетање, со музика, со пеење, така да пак ја сете тоа. тоа. Ти кажеш да имаш 3 сестри, така? Да, 3 сестри. Баш сте биле да, компактно возило, морам да признам. Прекрасно, да, дури толку беше татко ми заљубен во Бубата, секогаш викаше дека никогаш не го изневерила. Да, и дури кажуваше една анегдота за јас дента кога сум се раѓала, имало толку многу високо снег паднато што буквално коли не можеле да се движат по улиците, али Бубата Бубата те земале. Да, ме однеле и ме земале и се што требало се направило, така да беше многу врзана и мислам дека потоцна продолжи љубовта кон Volkswagen возилата. А што направите со Бубата, дадовте? Да. Потоа имавме една Audi 80 и тоа беше баш едно помодерно возило со сончев кров, со добро. да, и после тоа, да, Advanced, да, и потоа се свична татко ми на Golf тројка и фактички јас и учев на Golf тројка да. Значи таа е возилото од кое што ти почињаш да возиш, право. Да, Nice. да. Добро, Весна ти? Ние бевме југо фамилија на почетокот, имавме југо 45, па 65 или како беше. Вие После апгрейд во тоа- коњаже уствари. Да, после тоа Volkswagen исто татко ми љубител на Volkswagen. Јас станав шофер на Vento, Volkswagen Vento, па после тоа Golf. И така, остане во татко ми се уште возач на Golf. Исто и мојов. Така да, Volkswagen германска, германска машина момент. Тоа е за луѓето. Да, тоа е, јас стално го кажам тоа дека овие поготово многу дела од коливе кои што ги имаме се попродадени, али претежно интересно кога ги правиш емисииве се претежно бидејќи гостите ми се нормално од Македонија кога ги правиме или е Југо или е Буба. Да, првата? Или е 105, и така. Па добро тие беа. Али да, али мислам баш е интересно кога ги слушаш луѓе, баш се онакви сите приказни им се многу интересни. А што мислите за електричните возила? Да, Дали ги, ја знам дека ти имаш веќе. Да, јас имам хибрид плагин Volvo XC40 и сум заљубена во моето возило. Си го полиш секој ден? Да, си го полнам, тоа не ми е воопшто проблем. И мислам дека има одлична логика во тоа што е направено, нели, тој хибрид, затоа што генерално со тоа се добива намалено загадување на околината, затоа што се вози на струја во град, да, а надвор веќе се добива таа брзина која што е потребна за да се постигне, да. Така да јас сум презадоволна. Има одлични перформанси со тоа што е половина електрично возилото, уопште не. А би возела или скрос електрично? Па би пробала, да. Јас мислам сакам да истражувам и сакам да пробам нешто ново. Факт е дека не ни дозволува нашата земја се уште, нели, инфраструктурно да се полни возилото, па можеби е една негативна страна тоа што има одредена километража што се поминува, па треба да се застане, да се наполни и така натака, но мислам дека технологијата оди напред и треба да се проба. Весна? Јас сум уште на бензинец со мануелен менувач, ама се надевам дека следното возило ќе биде или хибридно или ќе видиме. Па би сакала да пробам. Автоматик сигурно, само да не фул он електрик, ама би сакала да пробам, да. Еве, може и од оваа еколошка страна што вика Данче, ама и чисто како напредок технолошки, како промена. Да речем, ние и во нашава професија, нели, гледаме дека технологијата многу помага. Па да. И мислам дека би било жално да не се проба некој ум што креирал, да не го пробаме и да не видиме како. Поставам мислите прашања, баш бидејќи ми е интересно гледиштето, значи ви речем има многу од гостите мои кои што едноставно не ќе, има некои кои што сака, така да ми е интересно, затоа го поставам ова прашање. Добро, денеска го имаме најбезбедното сериско возило, сега влегуваме да се возиме, да, со најбезбедните шофери во градот. Така да идеме да се повозиме и да ми кажете баш што мислите, унатре исто ќе снимаме и ќе видиме како е што е. Ајде, едва ја чекаме. Ајде.
Одлично. Данче, ја би можел вака да ме возиш до Охрид. Охрид без проблеми, по тоа и оние патишта. Добро. Кој би кажал дека жените не знаат возат? Јас сум Тоа е убедена таа дека една- жените баш се многу внимателни и до сега не сум слушнала да речам жена да направи некоја тешка сообраќајка или претежно се мажите тие што се слагам. инволвирани. Жените кои ќе те удрат ти прават проблем од тоа што ќе се изнервираш дека ќе ти удри браник и треба да идеш да носиш по мајстори. Не, Колата ти е самата жена нова. може сама да ја изгребе, да речеме, од невнимание или од... Они прават повреди од естетски аспект. Апсолутно, да. Значи тоа е да не можеш да го процениш местото каде што влегуваш или паркирањето или не знам, може тоа кај жената ориентационо е проблем, али вака возење, мислам дека помалце жените прават сообраќајни незгоди. Дали Данче тебе ти се случува да ти викнат гуско една од тој аспект нешто жена дека вози мрдни малку. Да, имав една ситуација на улица. Да, тоа останате дека жени се Да, као. и обично немам вака да речам не се нервирам, али една ситуација баш ме извади од контакт на улица кај што има училиште и сега е 30 за возење, сега добро, сигурно не возев 30, ама си возев по пропис. И позади мене еден човек упорно ми свири, ама значи се доближува до мене и ме форсира да брзам. И свири, ја си викам, значи нема ова, морам да застанам да видам што е проблемот сега. И застанувам, викам, ме знаете, ви требам нешто, зошто свирите, викам, упорно. И он вика, па многу споро возиш. И ја викам, ова е улица со ограничување. Значи, ако сакате, веќе се мрднам на страна и вие идете пред мене. Ама буквално, значи, ме извади од такт, ме изнервира. Зашто да не се пратат знаци? Volvo 240 беше првиот автомобил што ги исполни и надмина новите тогаш револуционерни безбедносни стандарди на Националната управа за безбедност во сообраќајот на United States. Некои од главните безбедносни иновации вклучува засилен безбедносен кафе за патниците, предни и задни зони на гмечење што апсорбира енергијата од ударот, напредни трокраки безбедносни појаси со иницијални намотки, подобрен систем за управување што го намалуваше ризикот од повреди при судир и зголемена заштита при страничен удар. Во 76 година Volvo беше избран од американската влада како референтен модел за идните безбедносни стандарди. GL верзијата Grand Lux се појави 1980 и беше наменета за возачи што сакаат дополнителна удобност. Имаше побогата внатрешност со подобри материјали, сервоуправувач, електрични прозори и дополнителна звучна изолација, мотори и перформанси. Во Volvo 240 од 80 доаѓаше со неколку моторни опции, познати по нивната робусност и долговечност. B21A, 21 литарски реден, 4-цилиндричен мотор со 98 конски сили, B21E Injection, 2.1 литарски мотор со 123 конски сили и B23E 2.3 литарски мотор со 136 конски сили. Повеќето модели доаѓаат со 4 брзински рачен менувач или 5 брзински M46, автоматски менувач BWPS5 3 степен или AW70 4 степен беше достапен како опција. Volvo беше еден од најдолговечните модели на брендот со над 2,8 милиони продадени единици. Се користеше како семеен автомобил, полициско возило, такси. Во многу земји беше омилен избор за лекари што возе пациенти на интимни интервенции. Денеска, он е вистинска класика. Омилена меѓу љубителите на олтајмери. Неговиот препознатив изглед, едноставна механика, легендарна издржливост го прават еден од најценетите класични автомобили на сите времиња.
Во светот каде што автомобилите станува побрзи, посложени, полуксузни, Volvo 240 GL останало нешто друго, нешто поважно. Ова не беше автомобил што се возеше за престиж, не беше автомобил што импресионираше со брзина. Ова беше автомобил што импресионираше со доверба. И тоа е причина зашто оваа легенда не само што е преживе историјата, туку ја дефинираше. Некои автомобили се создаваат за да траат. Volvo 240 GL беше создаден да заштитува и во тоа никогаш не потврли. Отвори прозори до даска, бре. Чекай, Данче, отвори ми го сега да стросот. отвориме прво врата, ама ова не ќе чадик. Не, Данче треба да ти отвори ова. Еве, Данче ги отвори сите прозори. Данче ги овде. отвора. Ајде мислам. Абе Мица, ама не. Моето не фаќа, напред бе на моето. Епа не. Епа толку, знати ке тебе. Аха, ништо. Намерно ме стеднав А тоа не да ти чурам. мора да ти Тебе мора да има некоја опција. Ајде. Ти види ги лево десно копчињата нешто да не прават. Горе. еве ги Горе. видов. Неќе. Епа Епа добро ста, види, од 4. Сите 4 Од прозори до 4, 80. Не, еден. сега го ќе трнаме ќе биде лесно.